Актуелен дневник на Канал Плюс телевизија во 16:30. Следи кратка најава на дел од темите. Започна изградбата на третата поред фабрика во тир зоната во Штип. Италијанската Кондево идното лето треба да започне со работа и да вработи околу 250 лица. Две улици во Беровско Будинарци се асфалтирани. Во Штипската населба Железничка се асфалтира главната улица. Временските прилики поволни за инфраструктурни проекти. Утре е првиот академски ден за студентите од прва година во мултимедијалниот центар на Угада, свеченост за бруцошите. Останатите студенти со настава почнуваат утре напладне. Започната е изградбата на фабриката Кондево во тир зоната во Штип. Ова е трета фабрика во оваа зона, инвестиција на италијанска компанија за производство на болјари. За околу една година, откако ќе заврши изградбата на објектот, во Кондево треба да се вработат 250 работници во поголем дел машка работна сила. Кондево, како водечка индустријска компанија, нуди големи можности за квалификувани работници и инженери. Од Штип и од поширокиот регион истакна премиерот Никола Груевски, кој денес беше во посета на фабриката во изградба во тир зоната во Штип. Повеќе за овој настан гледате во дневникот во 20 часот. Асфалтирани се две улици во село Будинарци Беровско со средства од општинскиот буџет преку програмата за уредување на градежно земјиште. Општина Берово и понатаму ќе инвестира во инфраструктурно средување на руралните средини. И руралните средини во Берово ја добиваат потребната урбана патна инфраструктура. Нови две улици доби село Будинарци. Деновиве заврши нивното асфалтирање, кое се реализираше со средства од општинскиот буџет преку програмата за уредување на градежното земјиште, улици и патишта. Сите тие предвидени проекти кои ги имавме зацртано да бидат реализирани во 2015 година, отпочнаа да се реализираат и секогаш внимаваме да се реализираат проекти таму каде што е потребно за граѓаните, без разлика во каква средина се работи, дали во урбана или во рурална средина, па така пред една недела се заврши со асфалтирање на двете улици во село Будинарци и јас мислам дека тоа беа улици кои беа од огромно значење за фреквенцијата, за одвивањето на сообраќајот на граѓаните во село Будинарци, зошто сепак сите граѓани заслужуваат во 21. век да одат по асфалт, да не газат по кал и да имаат подобри услови за живење, без разлика што живеат во село. Асфалтирана е улицата од регионалниот пат Берово-Виница до селските гробни површини во должина од 170 метри и широчина 3,5 метри. Втората асфалтирана улица во Будинарци поврзува две претходно асфалтирани улици во центарот на селото. Должината на оваа улица е 120 метри, а незината широчина, согласно со стојбата на теренот, изнесува 3 метри. Продолжуваат инфраструктурните зафати во Штип. Почна асфалтирањето на една од главните улици во населба Горна Железничка. Претходно беа асфалтирани улиците во Долна Железничка. Вредноста на проектот е околу 3,2 милиони денари. По завршување на асфалтирање на улиците во Долна Железничка, општина Штип од денес продолжува со активностите за асфалтирање на една од главните улици и во Горна Железничка. Вкупната должина на асфалтирани улици во Горна Железничка бие 560 метра комплетно нов асфалт и околу 350 метри надградба на постоечки асфалт. Цената на чинење на проектот е околу 4 милиона денари. Изведувач на активностите е Коле Транс Инженеринг. Жителите од оваа населба веќе 30 години се во исчекување да добијат асфалт. Велат дека овде живее претежно млада популација и е неопходно да оваа населба добие нов урбан лик. Преку 30 години го очекуваме ова нешто. Иначе многу е жалосно беше за оваа населба, бидејќи кога тргнат децата одеа порано со чизмички до асфалтот, па да не бидат засрамени во школото и работничките. Ово е долго очекувано и сме преблагодарни што испаднаа во сусрет да ни излезат
да го асфалтират овај пат колку толку значи. Тука, пошто живеам, гледам, може би преку 50 работници минат и преку 60-70 деца, што треба да мисли веќе општината дека треба и некоја школа или нешто друго трето да иде во иднина. Перспективата е тука. Имаме населби кај што се мртви, кај што нема толку младо население, а овдека е се млада популација и жалосно е што до сега не излегува во сусрет. Според динамиката на работата се очекува до крајот на неделава улиците да бидат комплетно завршени. Потоа следува асфалтирање на пристапниот пат до еврејските гробишта. Идната среда, 23 септември, во општина Чешиново Облешево ќе се одржи јавна расправа по нацрт извештајот за стратегиска оцена врз животната средина на експресниот пат Штип-Кочани. Населението од засегнатите општини Штип, Карбенци, Чешиново Облешево и Кочани имаат право да учествуваат во јавната расправа. Инаку целта на овој нацрт извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз животната средина на планираниот експресен пат и да продолжи соодветни мерки за спречување и контрола на влијанијата. Утре започнува академската година на државните универзитети. На Универзитетот Гоца Делчев утре во мултимедијалниот центар на Угада во 11:30 ќе има свечен прием на студентите од прва година. За останатите студенти првиот академски час ќе се одржи точно напладне на сите факултети на Угада. годишниот ТЦ од Македонска Каменица доби кривична пријава заради тоа што со изнајмен автомобил Ферари од швајцарска компанија дошол во Македонија. Компанијата бара оштета 70.000 евра. Кривичната пријава е поради сомнение за затајување. На 31 јули годинава тој од компанија од Швајцарија на користење изнајмил автомобил Ферари. Склучил договор за изнајмување на возилото до 10 август и според договорот возилото требало да го управува на територијата на Австрија, Швајцарија и Германија, но спротивно на договорот ТЦ возилото не го вратил во определениот рок и со него дошол во Република Македонија. Градскиот стадион во Штип започна да се реконструира, но ниту јавноста, ниту Советот на општината не ја знаат содржината на договорот склучен помеѓу општина Штип и Фудбалската федерација на Македонија, објавија од СТСМ Штип на пресконференција. До денеска ниту јавноста, ниту Советот на општина Штип не се запознаени со содржината на овој договор. Не се знае дали има изготвено идеен и основен проект. Не се знае дали е избран изведувач и на кој начин е направен избор. Преку каква спогодба? Кој ќе финансира и колку? Бидејќи општина Штип има превземено обврска да учествува со 50% во реконструкцијата на стадионот, градоначалникот Захариев е должен да одговори дали и на кој начин се обезбедени 350.000 евра, колку што обврската на општината. По најавата на германската канцеларка Ангела Меркел дека ако не се постигне договор за солидарно згрижување на бегалците по квоти во цела Европска унија, ќе биде доведен во прашање Шенгенскиот договор за безграничната зона. Одредбите од Шенгенскиот договор за слободно движење низ границите привремено не важат на германско-австриската граница, каде повторно секој патник ќе мора да покаже пасош или лична карта. Од вчера на граничните премини во Германија се спроведуваат гранични контроли, а исто така во застој и железничкиот сообраќај од Австрија кон Германија, известува британскиот Гардијан. Само во саботата во Минхен, престолнината на покрајната Баварија на југот на Германија, кое е првото место каде бегалците пристигнуваат, регистриран е рекорден број на 12.200 бегалци. Од почетокот на годината во Германија пристигнаа 450.000 бегалци, а до крајот на годинава германската влада очекува 800.000 нови бегалци.
Министрите за правда и внатрешни работи од земјите членки на Европската Унија ќе се сретнат денеска во Брисел на вонреден состанок посветен на решавањето на бегалската криза. Министрите ќе разговараат за планот за солидарно прифаќање на околу 160.000 бегалци од земјите зафатени од војна од Блискиот Исток и Африка, кој минатата недела го представи председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер. Неколку централноевропски и источни членки на Европската Унија веќе изразија остро противење на планот, кој подразбира задолжителни квоти за сите држави од Европската Унија во зависност од нивниот капацитет за прием на бегалци. Властите во Калифорнија прогласија вонредна состојба во оваа сојузна држава на западниот брег на Соединетите Американски држави заради серијата пожари што и натаму се шират. Илјадници луѓе мораат да ги напуштат своите домови. По моментов има 12 активни пожари, од кои 2 се особено опасни на околу 160 км западно и источно од Сакраменто. Овие пожари уништуваат стотици куќи, а во нивното гасење се ангажирани илјади пожарникари. 4 пожарникари се повредени додека се бореле да го задржат брзото ширење на шумскиот пожар, а работата на пожарникарите ја отежнува ветрот кој достигнува брзина и до 48 км на час. Шумскиот пожар, наречен Огнена долина, што пред 2 дена избива областа Лейк Каунти, северно од Сан Франциско, брзо се шири на околу 10.117 хектари, соопштува Калифорниското министерство за шумарство и заштита од пожари. Она што не успеа да го направат македонските борачи на светското првенство во Лас Вегас, каде 5 наши репрезентативци доживеа 5 катастрофи, му успеа на каменичанецот Бошко Стаменковски. Тој во категоријата до 75 кг М1 во пауерлифтинг со 130 подигнати килограми успеа да го освои златниот медал. Со тоа, како што навести претходно во неговата изјава за Канал Плюс телевизија, тој се представи во најдобро светло и себе, но и Република Македонија, а со тоа и општината Македонска Каменица. Со овој успех Стаменковски во период од нешто повеќе од 12 месеци успеа од балкански првак да стане европски шампион, за да сега го достигне најголемиот успех во својата кариера – златен медал на светското во Лас Вегас. Ретки се луѓето кои во подоцнежни години од животот се нафаќаат да се занимаваат со овој спорт, а неговата посветеност и упорност е доказ дека кога се сака нешто, тогаш и може да се постигне. Фудбалскиот клуб Брегалница по 4 претрпени порази вчера ја забележа втората победа на гости против екипата на Металург Скопје со резултат од 3:0. Стрелци на головите беа Стојанов, Нацев и Митрев. Водството против Металург го отвори Дарко Стојанов во 5-та минута. Во рамките на 6-тото коло во првата македонска фудбалска лига, Вардар обезбеди убедлива победа против Хоризонт Турново со резултат 5:1, а тоа беше познато уште во првото полувреме со 4 постигнати погодоци. На останатите надпревари, Работнички испушти победа против Шкупи, откако водеше до 86-та минута, а Брегалница и Младост Царев двор беа убедливи против Металург, односно Силекс. На табелата Вардар е прв со 16 бода, втора е Шкендија со 12 бода, Силекс е трет со 10 бода, четврти се Царев двор со 8 бода, еден помалку имаат Шкупи кои се пети, Работнички е на 6-та позиција со 7 бода, Брегалница 7 со 6, Турново 8 со 5 бода, а Реново и Металург се на последните две позиции со по 1 бод. Екипите на Брегалница, Голако, Делчево и Плачковица од Радовиш ја запоседнаа првенствената табела во третолигашката фудбалска источна конкуренција. Новите победи тие ги забележаа над тимовите на Осогово, каде Брегалница нагости славеше со 1:0 и победа обезбедена над Овчеполе, во која Плачковица славеше дома со 3:0. Стрелец на погодокот за Делчевчани беше Пешовски во 91-та минута. Гол кој беше постигнат откако Пешовски убаво во празно беше проигран од неговиот соиграч, а потоа тој со одмерен удар ниско по земја ја затресе мрежата на немокниот домашен голман Лазаров. Во останатите надпревари, едни од првите фаворити за првото место во третолигашката конкуренција, екипата на Беласица и Академија Пандев ги поделија бодовите на теренот на Беласица. Висока победа славеше тимот на Слого од Виница, кој што со 6:1 го совладаа тимот на Карбинци. Уште два нерешени надпревари имаше во рамки на третото коло од третата фудбалска лига Исток. Саса и Напредок ги поделија бодовите во Македонска Каменица, играјќи 1:1, додека со најнепопуларниот резултат заврши надпреварот помеѓу Баби и Работник Лозово.
Овде е крајот, а нови содржини подготвивме за второто издание во 20 часот. Имајте пријатен ден.